коалиционите партнери или првите луѓе во коалицијата како да решиле да не делат заедно. И како резултат на таа политика, на делби, на кавги, на конфликти, на борба за живот или смрт, секој ден Македонија добива нови лоши вести. Вчера беше донесен уште еден сличен заклучок на земјите членки на Европската Унија, кај што ни кажа вест на која веќе се навикнавме. А тоа е дека уште 12 месеци ќе поминеме во европската чекалница. Ниту е прв, ниту е втор, ниту е трет пат. 9-та година веќе Македонија не може да мрдне ни еден чекор понапред од таму каде што оваа коалиција, нашата влада, ја остави државата. Замислете, денеска Македонија го губи чекорот со сите своји соседи. Ако претходно велеа Хрватска и Македонија, или Македонија и Хрватска, денеска Хрватска е членка на Унијата. Има пратеници во Европскиот парламент, одлучуваат за нас. Има комесар во Европската комисија, ќе влијае на одлуките за Македонија. Ако после тоа велеа, еве и Црна Гора им се приближува. Црна Гора, која не беше држава, кога ние станавме земја кандидат, денес Црна Гора отвара нови поглавија во преговорите. Македонија уште на истото место. Србија стана кандидат, Србија ги почнува преговорите. Македонија се уште на истото место. 9 години. Да не успееш да направиш ни еден чекор за целта која не обединува сите во Македонија. Затоа што ние не сакаме само да станеме членка на Европската Унија заради политичкиот успех, туку затоа што знаеме дека е тоа подобар живот, појака социјална заштита, подобра здравствена заштита, подобро образование, повеќе шанси за работа. Македонија секој ден ги губи своите млади, па веќе и не така млади. Со бугарски пасоши, со туѓи пасоши, сите заминуваат во тие земји членки на Унијата. Тоа покажува колкав неуспех се наталожи на плеќите на Груевски и таа мала клика околу него што ја држи сета власт во Македонија. Нашата задача не е само да кажеме дека состојбата е лоша. Наша задача е да ги убедиме граѓаните дека може и мора подобро. И затоа поставивме 5 барања за слободни медиуми, за двоење на државата од партијата, за попис, за нов изборен закон и избирачки список во кој нема луѓе 20 години што заминале од државата преку ноќ да се појават и да гласаат. И најважно од се, барањето за техничка влада. Ние сме тргнати во оваа битка и не се откажуваме затоа што искрено веруваме дека оваа наша држава плаче за нешто различно. Плаче за нејзината судбина, да одлучуваат граѓаните, а не тие што имаат фабрики за пасоши. Да одлучуваат гласачите, а не полицијата во која политичарите го превземаа главниот збор.